Кога ќе помислиме дека целата работа е завршена, уделот е пренесен, се е средено, се појавува последниот, но финансиски најважен дел од сложувалката – даноците. Во основа се соочуваме со две главни даночни ситуации. Ако се продава удел и се остварува профит, значи продажната цена е повисока од набавната, тогаш продавачот плаќа данок на капитална добивка. Но ако уделот се добива како наследство или подарок, тогаш обврската е на оној што го прима, иако тука има важни ослободувања, например за наследници од прв ред. И тука има едно многу паметно правило во законот за да се избегне плаќање на два данока за иста работа. Едноставно кажано, прво се гледа дали треба да се плати данок на наследство и подарок. Ако одговорот е да, тогаш што е тоа? Само ако тој данок не се применува, дури тогаш се разгледува персоналниот данок. И за самиот крај, откако се е готово, еве една кратка, но клучна листа на задачи. Мора да се пријави трансакцијата кај даночните власти, да се ажурираат податоците за вистински сопственици и во банките и секако најважно од се да се осигура дека промената е уредно запишана во онаа фамозна книга на удели. И со тоа кругот се затвора. Но еве едно последно, клучно прашање за размислување. Дали вашиот договор за друштво е само обичен документ или е навистина добро осмислен алат кој ги предвидува сите овие ситуации и ги штити вашите права и интереси? Вреди да се провери.